Господине Заев, ова мислам ви е четврта или пета реконструкција и се надевам и убеден сум дека ви е последна во вашиот мандат. Па после ќе одлучат граѓаните кои ќе видат. Мислите ви дека има уште, затоа така постапувате. Ова што ви го каже Илија добронамерно ви го каже. Господине Заев, на 26 јуни 2019 година, така, правевте реконструкција, ги има овдека стенографските белешки. Тогаш сите нас ни убедувавте дека можете да видите министер за финанси. Па во текот на седницата се повлековте како предлог за министер за финанси. Јас само се чудам како ќе беше тогаш кога ќе дававте заклетва како министер за финанси. Имаше еден човек кој што дава заклетва и за премиер и за министер за финанси. Но во текот на седницата се повлековте. И цело време не убедувавте дека вашите од тие 70-80 советници од министерот за правда ви кажувал дека можете истовремено да раководите, иако не сте министер за финанси, можете да раководите Министерството за финанси и 2 месеци ви требаше да останеме без министер за финанси и да ни доставите предлог за министерот за финанси. Од текот на говорот ќе кажам во однос на предлагачите, за предлозите. Господине Заев, во тие 4 реконструкции, секојаш сум излагал и сум кажувал. И секојаш сум ве посетувал константно на вашето ветување. Вие во изборната програма, план за живот, тука Владко цело време до мене седи е гледа програмата, ветивте дека ќе има влада со навише 20 членови, така ли? И не го стварувате тоа ветување. Тоа зависи само од вас, не зависи од околностите економски, светски, било какви случувања. И многу има, кога ќе земите таа програмата за влада, многу има ваши ветувања, кај што вие не сте ги исполнили, не мислите да ги исполните. Може би треба да се размислува понатаму во кривичниот законник, да се стави во глава за избори, кривични дела против изборите, да се стави измама на избирачите, кривично дело. Оној што ветил, а намерно не го остварил, да одговара. Така е, господине Заев. Не треба да се лажат избирачите граѓаните. Е гласале врз основа на нешто што имате вие ветено. Еве ова најосновно е, зошто не исполните вашето ветување да има влада со највише до 20 членови во влада. Довршете мислата. Благодарам.